Слово за животот. Ноември 2016. Се можам преку Исус Христос кој ме крепи. Послание до Филипјаните, 4 глава, 13 стих. Постојат моменти кога се чувствуваме задоволни, полни со енергија и така се ни се чини дека е лесно. Има и други моменти кога не преплавуваат потешкоти, загорчувајќи ни ги деновите. Тоа можат да бидат мали неуспеси во настојувањето да ги сакаме луѓето кои се покрај нас, или пак неспособноста со другите да го споделиме својот животен идеал. Понекогаш не напаѓаат болести, финансиски потешкоти, фамилиарни разочарувања, сомнежи и грижи, губење на работата или закана од војна. Сето тоа нас не притиска и не гледаме излез. Во тие околности, дополнително сме оптоварени со чувството дека сме присилени сами да се соочуваме со искушенијата на животот, без поддршка од некој кој би можел да ни помогне. Малкумина се тие кои толку интензивно ги искусиле радоста и болката, успехот и недоразбирањето како светиот апостол Павле. Тој сепак бил храбар и издржлив во својата мисија, при тоа не предавајќи се на малодушноста. Дали тој бил суперхерој? Не, тој сочувствувал со слабите, со кревките и несоодветните. Неговата тајна им ја доверил на пријателите од Филипи. Се можам преку Исус Христос кој ме крепи. И открил постојаната Исусова присутност во неговиот живот. Дори и тогаш кога го оставиле, Павле никогаш не се почувствувал сам. Исус му бил близу. Тој му давал сигурност, го поттикнувал да оди понатаму и да се соочува со сите неволји. Потполно влегол во неговиот живот и станал негова сила. Тајната на Свети Павле би можела да стане и наша тајна. Се можам кога и во болката ќе ја препознам и прифатам Исусовата мистична близина. Тој се поистоветува со болката и ја зема на себе. Се можам кога живеам во заедницата на љубов со другите, бидејќи тогаш е тој меѓу нас, како што ветил. Така ме поддржува силата на единството. Се можам кога ги прифаќам и живеам зборовите од Евангелието. Тие ми го покажуваат патот на кој сум повикан да одам ден за ден. Ме учат како да живеам и ми влеваат доверба. Така ќе имам сила да се соочам не само со моите лични и фамилиарни искушенија, туку и со искушенијата на светот околу себе. Тоа може да изгледа наивно, утописки, бидејќи проблемите на општеството и на народот се огромни. Сепак, се можеме во присутноста на самокниот. Се, и само доброто го предвидел за мене и за другите преку мене. Тој во неговата милосрдна љубов. А ако тоа не се случи веднаш, можеме и понатаму да веруваме во планот на Божјата љубов, кој ги прифаќа вечноста и секако дека ќе се исполни. Доволно е да се работи по двајца, како што зборуваше Кјара Лубик. Не можам да направам во оној случај за таа драга личност која е во опасност или е болна во една таква сложена ситуација. Добро ќе го направам оно што Бог го сака од мене во овој момент. Добро да учам, да чистам, добро да молам, да се грижам добро за моите деца. А Бог ќе мисли како да го одврзе оној јазол, да го утеши оној кој трпи, да го реши оној неочекуван проблем. Тоа е работа во совршена заедница. Од нас се очекува голема вера во Божјата љубов спрема неговите деца, а според нашето делување, Бог може да има доверба во нас. И таа меѓусебна доверба прави чуда. Ќе видиме како таму каде што ние не сме стигнале, стигнал некој друг и се направил неспоредливо подобро од нас. Текст на Фабио Чиарди. Го слушавте Словото за живот за ноември 2016.